Добро вечер во емисијата 360 степени на Асад. Во нашиот фокус вечерва се теми за кои се слушаат критики и дома и од странство. Владењето на правото, борбата против корупцијата и криминалот, независноста или зависноста на судството и обвинителството, состојбата во затворите. Гостин е министерот за правда Никола Тупанчевски. Првата тема за која сакам да разговараме вечерва е изборот на Ислама Бази за нов шеф на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Едни зборуваат за катица јаневизација, други за само уште една цигла во зградата на мафијата која ја држи државата во заробеништво. Да, тоа се интересни квалификации, меѓутоа дефинитивно повторно затоа што јас како министер за правда не би можел да давам некоја експлицитна изјава и да ги коментирам тие изјави. Нормално ли е за вас шеф на такво обвинителство да стане човек за кој што деноиве веќе гледаме фотографии со првенци на дуви? Се работи за избор на јавно обвинителската фела и тој избор беше направен транспарентен, зборам за процесот. Земјата мора да најде начин да ги разбие заднинските политички мрежи што возможуваат цветање на корупцијата. Како ја разбирате? Во секој случај, ова се тешки квалификации кои што би требало на некој начин да не подзамислат и како држава во однос на она што во моментов ни се случува. Кратко реклама и па разговорот со министерот за правда. Вие сте со емисијата 360 степени. Ваши наш гостин е министерот за правда Никола Тупанчевски, патен професор по казнено право на правниот факултет Јустинијан I при УКИМ во Скопје. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Прво гостување на Асад, така? Прво гостување на Асад. Добро, добре дојдовте уште еднаш. Првата тема за која сакам да разговараме вечерва е изборот на Ислама Бази за нов шеф на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Министре, изборот на непосредни избори со директно изјаснување на сите јавни обвинители во земјава требаше да значи додадена демократска вредност, брана за партиски влијање при изборот на шефот на толку важно обвинителство во овој систем, но заклучокот по завршените избори е сосема спротивен, дека партиите или поточно една партија вмешале прсти и решавачки влијаеле, односно влијаела во изборот. Каков е вашиот став? Значи, јас ќе повторам уште еднаш во неколку изјави назад, се обидам да бидам консеквентен во однос на моите коментари кон колегите обвинители и суди, затоа што сепак Министерството за правда, вклучувајќи го и министерот, сосема се други надлежностите и не учествуваат во процесот на избор на јавни обвинители и суди, меѓутоа дефинитивно не може да останат настрана, да бидат далеко од сопствениот атар, каде што всушност и обвинителите и судиите, и се разбира другите субјекти, се составен дел кои што нели го прават тој мозаик на Министерството за правда. Во однос на вашето прашање, да подсетам само дека ова е практично во самостојна Македонија трет пат или трет модел кај што се бира, како се бират јавните обвинители. Едно време, нели, и судиите ги бираше парламентот, собранието на државата, потоа беше и уште Советот на јавни обвинители, и ова е новото законско решение од 2020 година. Да подсетам, законот за јавно обвинителство беше донесен консензуално, практично беше поддржан од сите чинители во парламентот и тогаш беше избран овој модел како најсоодветен, најобјективен за отстранување, како што спомнавте во вашата најава, на дворешните влијанија. Требаше да значи повеќе демократија, повеќе независност. Значи 163 обвинители требаше да го направат изборот и го направија изборот како што е направен, нели? Јас мислам дека е завршен веќе заокружен процесот, нели, постапката за преговори е завршена. Неспорно тоа. Така што значи овој пат улогата на Советот на јавни обвинители практично беше улогата на самите обвинители. 66 гласови доби Ислама Бази, 64 на второ место беше колегата Незири и така натаму и така натаму. Дефинитивно ова е избор на јавните обвинители. Секој знам и холистички да гледам на нештата. Во еден изборен процес, дали се работи за избор на јавен обвинител, се работи за избор на претседател на држава или на пратеник, секогаш треба да се гледа малку пошироката слика. Тоа зборува и за избраниот кандидат, бито истовремено зборува и за субјектите, односно лицата кои што го направиле изборот. Ќе ве прашам и за нив, но прво вас да ве прашам.
Вие сте професор на правниот факултет. Го познававте предходно, пред да го видите деновиве новиот шеф на обвинителството за гони организиран криминал? Мојот одговор е не. Значи со колегата Ислам Абази може да сме се сретнале на некој настан, меѓутоа дефинитивно лично не се познаваме. Како го коментирате фактот што меѓу првите на изборот на Ислам Абази се израдува вашиот заменик, кој е од редовите на ДУИ? Ќе мора да кажем и да направам одредена ограда во однос на неговата изјава. Тоа не е изјава на Министерството за правда, тоа е изјава на министерот за правда, кој што му честиташе и морам да кажем во таа негова изјава, јас го видов она што јас би го направил кој да биде избран на тоа место. Значи забрзување на истрагите и така натаму. Таа флоскула или таков тип на зборови кои што имаат генерално значење. Ама не објавивте вие Facebook статус, туку Не, сигурно, заменикот затоа од што- ДУИ објави Facebook статус. Точно, меѓутоа јас сметам и натаму дека Министерството за правда не треба воопшто на својот официјален профил да објави информација во однос на изборот на Министре, колку и да држите дистанца, за шеф на толку важно обвинителство е избран практично анонимус за јавност, обвинител што нема искуство со ниеден сериозен случај во борба против корупција или криминал. Како таков човек ќе може да се носи со толку одговорна позиција? Прашањето ви не е ли хипотетичко во однос на тоа? Навистина се работи за сериозна функција каде што ќе се постапува по комплексни и се постапува по комплексни предмети, ако го земете Законот за јавно обвинителство и неговите и надлежностите на јавниот обвинител за борба против организираниот криминал и корупција, тоаш навистина на тако место би требало да биде човек кој што има сериозно јавно обвинителство и искуство, бито истовремено човек кој што ќе знае во вистинска смисла на зборот да ги менаџира во однос од обвинителски аспект случаите кои што се однесуваат на комплексните предмети. Така што значи, искуството не може да кажам дека не е неопходно. Напротив, мислам дека тоа на таа додадена вредност што ја спомнавте, уште поголема додадена вредност представува. Едни зборуваат за катица јаневизација, други за само уште една цигла во зградата на мафијата која ја држи државата во заробеништво. Да, тоа се интересни квалификации, меѓутоа дефинитивно повторно затоа што јас како министер за правда не би можел да давам некоја експлицитна изјава и да ги коментирам тие изјави од портали Нормално кои што ли е беа. за вас шеф на такво обвинителство да стане човек за кој што деновиве веќе гледаме фотографии со првенци на дуви? Ги добив тие информации, ми беа пренесени, меѓутоа дефинитивно сепак значи се работи за избор на јавно обвинителската фела и тој избор беше направен транспарентен, зборам за процесот. Какви ќе бидат резултатите или какви е допрва ќе изгледа, дали имало некакви девијантности или дисторзија во однос на она што значи избор на јавниот обвинител и довербата во тој јавен обвинител, сепак да не заборавиме. Значи 163, мислам 160, не знам дали сите гласале, обвинители практично својот глас го дадоа за колегата за кој што може да оценува неговата стручност. Дали тоа зборува всушност за човечкиот материјал во јавното обвинителство, министре? Јас повторно велам, во секоја професија има луѓе кои што заслужуваат да бидат дел од таа професија и кои што не заслужуваат да бидат дел од професија. Меѓутоа, дефинитивно, моделот за избор на јавен обвинител е онаков како што го споменавме. Јавните обвинители го бираат јавниот обвинител на обвинителството за организиран криминал. Дефинитивно тоа е избор на колегите. Јас повторно ќе речем, можеби треба да се даде шанса и така натаму, меѓутоа овие индикатори што пред малку ги спомнавте, за да биде хабитусот професионален целосен, мислам дека не се неважни во однос на тоа каква ќе биде. Ги слушаме тие коментари деновиве, треба да му се даде шанса, но како општество имаме ли простор воопшто да даваме шанса некому, па по една година, 2 години да заклучиме дека сме сгрешиле? Не. Имаме сериозни проблеми со корупцијата и со криминалот. Точно, значи, апсолутно, затоа што уште за краток временски интервал ќе се утврди, ќе се знае дали е избран вистинскиот човек. Повторно велам, не можам да коментирам од позиција на министер затоа што ниту сум учествувал во изборот, ниту па имам некакво влијание во изборот на јавниот обвинител. Изборот е на јавното обвинителство. Сосема се согласувам со вашата констатација дека навистина сме направиле повеќе грешки во изминатиот период во однос на изборот на повеќе носители на јавни функции и обвинители, меѓутоа дефинитивно имаме и негативен пример, меѓутоа дефинитивно јас се надевам дека ова нема да биде континуитет или пролонгирање на она што всушност претходно не се случи. Како што велите и вие, ова зборува и за оние што гласале
Едно време се слушаа идеи за подлабоки резови. Пред се во судството, но и во обвинителството. Знаете и вие за идејата за генерален реизбор. Дали вакви ситуации нама са повторно ги враќаат тие идеи? Да, тешки се такви одлуки да се донесат, но ако резултатот од гласањето од директните избори на јавните обвинители е ваков, тогаш не знам што е туѓо и страно таа идеја повторно да биде намаса. Не знаете, као Дамаклов меч цело време виси таа идеја дали треба да се направи таа филтрација, или не изборувавме за ветингот, у меѓувреме како им на моментот. Меѓутоа дефинитивно да не забораваме дека во нашиот систем во моментов има институции кои што се занимаваат со квалитетот на работата и на обвинителите, меѓутоа и на судиите. Тука ви е Советот на јавни обвинители, тога ви се висшите јавни обвинителства, јавниот обвинител на Република Северна Македонија, тука е судскиот совет и така натаму. Значи, уште еднаш би сакал да подвлечам дека кога станува збор за надминување на состојбите во нашата држава, треба да се потенцира дека нема ништо ново да кажам и нема да биде ништо досега не кажано, дека не е главниот проблем во новите закони или дали законите наши се доволно квалитетни или кореспондираат со европските стандарди. Сепак главниот проблем треба да се лоцира во однос на капацитетите и во однос на начинот на кој што се правораздава. Што сакам со други парафразирано. Значи дефинитивно станува збор за тоа што проблемот не ни е легислативен и тоа не е главниот приоритет. И сега веројатно се потврдува тоа дека Тоа е хипотеза, меѓутоа дефинитивно како што се движат работите, дефинитивно и некакви истражувања покажуваат дека навистина треба да се направат и корекција на тој план. Јас ќе бидам поотворен во нормални општества по ваков избор, сега јавноста ќе правеше притисок, Ислама Бази да се повлече од функцијата да има нови избори, да се избере нов шеф на обвинителството за организиран криминал, бидејќи на таа позиција не треба да дојде човек за кој што сега воопшто се поставува прашањето дали воопшто е достоен да биде јавен обвинител, а не шеф на толку битно обвинителство. Повторно ќе речем, значи има повеќе индикатори кои укажуваат на тоа или би требало да укажуваат на тоа за квалитетот на избраниот јавен обвинител. Меѓутоа дефинитивно, според она што вие го спомнавте пред малку, би требало да се почитува вољата на обвинителите. И покрај оваа квалификација дека можеби не е избран најдобриот јавен обвинител. Дефинитивно треба да се даде за тоа што и приносењето на Законот за јавно обвинителство и при определувањето за ваков модел на избор на јавен обвинител се тргнуваше од фактот да се отстранат или да се абстрахираме од сите надворешни влијанија. Дали успеавме? Сепак да го оставиме времето да покаже дека навистина ова е вистинскиот модел за избор на јавен обвинител. Не одбегнувам од вашето прашање, меѓутоа сепак сето тоа што пред малку го кажавте представува инхерентен однос кон изборот или работи кои што всушност му даваат комплементарност. Може би тука има простор да се размислува зошто во еден круг, зошто е победник оној што освоил најмногу гласови. Дали ако има 10 кандидати, победникот може да биде добиен со 20 гласа. Каков легитимитет има некој што е избран со 20 гласа? Мислам дека има простор да се размислува и во таа насока. Дали сепак не требаше и втор круг да има во кој што ќе влезат двајцата со најмногу гласови, ако во првиот круг никој не освои апсолутно мнозинство од скупниот број од оние што гласаат. Претпоставам дека се и тоа дилема. Да, дура лекс сед лекс велат старите римјани, законот каков и да е треба да се почитува. Ова е моделот кој што неспорно е, дека се е законски, да. Дефинитивно повторно викам ова ќе биде на тестот на ќе биде тест, времето ќе биде тест за тоа дали навистина е избран вистинскиот модел. Се согласувам дека има многу модалитети на овој модел, затоа што рековте дека постои можност за втор круг, цензусот да се одреди и така натаму и така натаму. Дополнителни критериуми кои што би можеле да доведат до Оти ако не беа Русковска и втората кандидата Пауновска, можеби ќе победеше Ермон Незири. Можеби, затоа викам, можеби па поубедливо ќе победеше. Се хипотетички разговараме, дефинитивно овој е моделот кој што во моментов го имаме. Дали дефинитивно треба да се коригира, повторно е прашање за кое што треба да разговараме. Мене ако ме прашате за моето мислење, можеби може да се додадат уште некакви критериуми во однос на постапката за избор. Но е второстепено во однос на очигледното партиско влијание. Во овој контекст, министре, сакам да го цитирам вршителот на должност, американски амбасадор Ерик Меер, со неодамнешна оценка кажена на една конференција за антикорупција, ќе замолам режијата
да ја излиста изјавата, вели, не достига огромно парче во антикорупцијската служувалка во Северна Македонија. Земјата мора да најде начин да ги разбие заднинските политички мрежи што овозможуваат цветање на корупцијата. Мора да постои вистинска политичка волја да се запрат овие мрежи. Досега напредокот на овој фронт сериозно не достигаше. Велам, вршителот на должност, бидејќи во моментот кога ја дава изјавата е во таа функција, сега е заменик амбасадор, бидејќи имаме нов американски амбасадор во земјава, но не е ни најважна функцијата и позицијата од која дава изјавата, поважна е содржината на изјавата. Земјата мора да најде начин да ги разбие заднинските политички мрежи што овозможуваат цветање на корупцијата. Многу силна порака. Мислам дека помина под радарот кога беше кажана, но еве јас вечерва се обидувам да ја вратам и да ја коментираме со вас. Како ја разбирате? Да ја фати радарот вечерва, така? Радарот да. Значи се работи за исклучително порака која што има своја собствена специфична тежина која што навистина дури на моменти нагласена алармантно со тоа како со државата се справува со состојбите со корупцијата кај нас. Дефинитивно, значи, сега не сакам да ја коментирам неговата изјава, меѓутоа, во секој случај, ова се тешки квалификации кои што би требало на некој начин да не подзамислат и како држава во однос на она што во моментов не се случува. Дали препознавате вие некого под заднински политички мрежи што возможуваат цветање на корупцијата? И дали може би оно за што зборувавме во првиот дел од емисијата може да го подведеме под оваа дефиниција? Не би сакал да генерализираме. Прецизен е изразот на господинот Мејер дека станува збор за практично заднински политички мрежи кои што возможуваат цветање на корупцијата. Меѓутоа да не забораваме, покрај ова негова изјава ние во меѓувреме го добивме и извештајот на Европската комисија, кој што исто така, за разлика од овие зборови кои што прилично имаат критички контекст, зборовите кои што или синтагмите употребени во извештајот, во последниот извештај кој што го добивме за периодот од 2021-2022 година, влеваат малку надеж. Не сакам да хиперболизирам, напротив, значи синтагмата дека имаме одреден прогрес или напредок во однос на судството, во однос на борбата против корупцијата, во однос на борбата против организираниот криминал и така натаму, како што се апострофирани овие сегменти во извештајот на Европската комисија, ни дава надеж, повторно велам, да станеме дека има некое благо поместување на нештата. Затоа што ваквата изјава во однос на оно што е како извештај на Европската комисија, практично на различен начин или со различна оптика оценуваат состојбата во нашата држава. Ама и во извештајот на Европската комисија ќе ви цитирам, има една реченица која што вели: корупцијата преовладува во многу области и е проблем за загриженост. Точно. Ова е цитатот да, извештај. меѓутоа, ако го земеме целото парче, целиот сегмент кој што се однесува на корупцијата, меѓу другите има поволни зборови за Државната комисија за спречување на корупција. Ама има само за неа. За неа има точно, меѓутоа тоа не е неважен сегмент во државата. Повторно ќе речам. Значи тоа е добро, повторно велам, поместување, системско поместување на нештата. Дефинитивно ваквата изјава е загрижувачка и би требало да биде загрижувачка за нас, затоа што на некој начин би требало да представува иницијална каписла поттикнувачки за некаков си демант на овие сериозни квалификации. Да, немаше реакција општествена на ова, иако е многу силна оваа порака. Корупцијата се споменува на повеќе места во извештајот на Европската комисија на кој што се повикувате, но никаде не се вели дека таа е ендемска, како што Брисел тврди за затворите. Како Европската комисија од Брисел гледа ендемска корупција во затворите, а тука како седа е на свое место? Ја знаете што, ќе се обидам да бидам објективен и во однос на овој контекст или корпус на прашања, зашто го велам, навистина состојбите најмалку се розови во затворите. Таму има многу работа и проблемите кои што се таложени таму се системски и се таложени со децени наназад. Јас сум 9, односно 10 месец како што сум министер за правда. Дефинитивно во неколку наврати покажав несериозна волја во однос на надминување на одредени состојби. Ќе ве потсетам, еднаш до два пати имаше интервенција и во Штипскиот затвор, и во затворот Идризово, каде што на претресите кога беа наоѓани дрога, ножеви, телефони? Тоа е можеби само, ајде, не сакам да речам некој тип на
површно гледање на нештото во смисла на тоа. Напротив, тоа е уште еднаш демонстрирање на волја дека навистина треба да се променат стојбите таму. Некои директори замина, но дали некој друг понесе и поинаква одговорност? Не, знаете што, размислуваме во слична, односно во идентично, во слична насока, затоа што на крајот на краиштата, доколку некој сака, и се враќаме на почетокот на што ни беше клучно прашање или клучна констатација, дека затајуваат институциите. Јас не заборавам дека сум министер за правда, дел од институциите и министерот за правда, односно Министерството за правда. Во целата таа работа има комплетно целосна автономија управата за извршување на санкции. И тоа, она е составен интегрален дел од Министерството за правда. Во моментов, повторно велам, има многу состојби кои што канцерогено звучат или изгледаат во однос на она што се случува во затворите. Мора подитно, еве она што рековте и самите што спомнавте во Ендемска корупција. дека ендемска корупција, напротив, значи со неколку потези ние покажуваме дека навистина сме подготвени сериозно да влеземе во косте со сузбивањето на таквите појави. Повторно ќе речем, значи СИПИТИ, тоа е телото на Советна Европа, кое што е задолжено за превенција од тортура во затвор и така натаму, ни главната забелешка имаше околу кадровските решенија. Беше сменет директорот на затворот во Идризово, меѓутоа тоа не е решението на проблемот. Спомнавте, во цело се согласувам дека има цела вертикала, не е само директорот на затворот. Практично тоа представува некаков се тип на организирана активност, затоа што не може еден човек да направи да изгледаат затворите како што не представуваат и во светот, меѓутоа и меѓународните организации. Европската комисија исто така констатира дека условите во затворите се драматични, дека препораките на меѓународните тела, дел од нив веќе споменавте, треба да се спроведат со крајна итност. Кои се мерките што ќе ги спроведете? Или требаше да ги спроведете веќе вчера, да речем? Значи, мерките морам да потенцирам во овој контекст дека и директорот на управата за извршување на санкции, кој што имаше и има задолжение за поднесување на план, меѓутоа и конкретни активности за надминување на состојбите. Тоа го направи на една од претходните седмици на влада и излезе со констатации, меѓутоа и со излезни решенија како би можеле да се подобрат состојбите. Се разбира дека не може да се направи преку ноќ, меѓутоа дефинитивно дека треба да се сменат оние проблеми кои што има системски карактер. Почнуваме полека, се придвижуваме, меѓутоа далеко до она што се нарекува состојба која што треба да биде. Колкав е капацитетот на затворите, а колку затвореници има во моментот? Имате таква статистика? Пренатрупањето на затворите секогаш било сериозен проблем за нашата држава. Секогаш има, особено посебно се зема секогаш предвид затворот во Идризово као установа која што е од која што има најголем број на осудени лица, така што значи во моментот во некои кругови се слуша дека е можно да се донесе нов закон за амнестија, за да се подиспразнат затворите. Вие разгледувате таква идеја? Значи, уште еднаш да допрецизираме, законот за амнестија веќе е предложен и не се однесува за лица кои што се наоѓаат таму. Току напротив за превенирање и така лошата состојба да не стане уште полоша. Значи зборуваме или станува збор за лицата и морам да кажам дека тоа не е предлог на Министерството за правда, тоа е предлог од Основниот кривичен суд во Скопје, кој што според нивните анализи и констатации е дека голем дел од лицата додека беа ковид мерките, не почитувајќи ги, практично извршија кривично дело. Извршеното кривично дело. Ама добро, тоа е сосема друго ниво. Јас ве прашувам за затворениците, инаку ќе ве прашав за COVID-19. Во моментов не се размислува за таков тип, барем до мене не стигнала таква информација дека има иницијатива од некаде. Секој се зборува дека ќе има во моментов, не. Меѓутоа дефинитивно нели има уште еден инструмент во смисла на тоа помилувањето и така натаму, кој што би можел на некој начин да придонесе во релаксирање на затворите. Сега околу законот за амнестија што го споменавте и се однесува на оние што ги прекршија COVID-19 мерките. Што мислите вие за тоа? Да, јас ја прифатив идејата на Основниот суд Скопје, од Основниот кривичен суд, затоа што навистина се види како идеја која што може да помогне, па ако сакате и во друга смисла, не се работи за лица извршители на кривични дели кои според својата, ајде да речем персонална анамнеза представуваат криминалци во вистинска смисла на зборот. Тоа се лица кои што ги прекршиле мерките ковид, така, и нашиот кривичен законник предвидува парична казна, најчесто беше изречената казна за овој историјата на крежна. Колку луѓе се Па тоа се над 1200 луѓе кои што практично
ако тие не ја платат паричната казна, имаме ние статистика во Министерство за правда која што ни е доставена, практично би требало уште овој број што спомнав, за кратко време тие лица да им се трансформира паричната казна во казна затвор. 1200. Па над 1000, нема да ме држите за збор, меѓутоа над 1000 лица. А во каков статус е сега оваа идеја? Значи ова идеја затоа што веќе е готов законот. Законот треба да биде во собраниска процедура, и очекувам за краток временски период, затоа што мора да бидеме брзи, затоа што ако не го донесеме навреме законот за амнестија, тоа ќе биде задоцнето неговото донесување, нема да ја исполниме цел за Што ќе се случи со тие што си ја платиле казната? Прашањето ви е на место, интересно прашање. Со тие што си ја платиле казната ќе бидат како лица кои што на некој начин се оштетени во однос на Меѓутоа дефинитивно законот за амнестија е сосема друга целта и нема никаква конекција со лицата кои што си ја платиле. Сигурно логично некои ќе прашуваат дали владата ќе им ги врати парите на тие. Не мора владата, државата дали ќе им ги врати парите. Апсолутно не знаете што. Практично се однесува амнестијата на лица на кои што ќе им биде трансформирана паричната казна во казна затвор. Овие лица кои што ја платиле веќе казната која што им е изречена и така натаму, јас е прашање за кое што може да се размислува, меѓутоа дефинитивно фокусот е врз овие лица во кои што треба да им се трансформира паричната казна во казна затвор. За да не ви се случи дополнително преоптоварување и на онака преоптоварените затвори. Точно на 2 годишнината од свеченото отворање на најголемата судница во Северна Македонија, Управата за извршување санкции ќе отвора пристигнатата документација на тендерот за набавка на мебел за тој објект. Да подсетиме, изградбата на таа судница чинеше 1,3 милиони евра, донација од Европската Унија, некои други донатори исто така дадоа пари за опрема. Северна Македонија требаше да купи само мебел. Јас ќе ве цитирам од гостувањето на Вин-Вин на ТВ Телма од 17 февруари годинава. Велите, може да ме држите за збор. А ветивте дека пред одморите, се мисли на одморите 2022, конечно таа судница ќе биде опремена и ќе почне да функционира. Тоа до овој момент се нема случајно. Точно. Не сакам да излезе дека не стојам за дона што сум го кажал. Јас кога ќе ги изговорам зборовите, свесен сум за нивната тежина и навистина сите мои проекции и информации говореа дека за кратко време дека таа судница би требало да биде пуштена во погон, односно да биде функционална. И тоа дефинитивно Дали тоа беше можеби, ајде сега ќе употребам еден термин, наивност на нов министер, седнат во фотелјата во правда, несвесен за инертноста на процедурите на администрацијата? Може би дел или сегмент да биде и наивност. Јас практично таа информација ми беше као сублимат на што претходно ми беше мене презентирано. Дефинитивно во неколку наврати, веднаш после тоа јас сакав самиот да се убедам каква е состојбата и до каде се работите во однос на она што сум го дал како ветување, дека до пред одмори, тоа значи беше јули 2022 година, дека ќе биде отворена таа судница. Дефинитивно се покажа неколку недоследности во однос на заокружување на проектот, затоа што знаете што градежните работи се еден аспект или еден контекст. Покрај градежните работи мебелот е вториот контекст кој што учествуваше државата, и тоа се покажа уште некои други работи кои што треба да бидат изградени, односно да бидат реализирани за да се заокружи проектот. Например, еве една банална работа, од главниот пат до Идризово има 85 метри до судницата. Треба да се направи патот. Да не биде да се направи патот, тоа е поврзано со некакво одобрение, односно со некој така натаму под која општина припаѓаат и така натаму. Тоа се тие бирократски, би ги нарекол, пречки кои што не ни даваат да ги испочитуваме роковите. Не само тоа, треба да се поврзи со АКМЕ системот и така натаму. Не сакам пуштањето на судницата да биде само декларативно. Идејата е кога ќе биде пуштена се отвараше имаме ние токму затоа веламе таа работа. Фотографии, мислам дека дел од тие се отвараше направено. Меѓутоа се многу поинаку изгледа, практично внатре се поставени, инсталирани компјутерите, микрофоните, понатаму да може и другата опрема која што беше IT опрема и така натаму. И моите последни информации, утре или заутре ќе имам уште еден состанок, последен, се надевам дека ќе биде последен состанок, да не знаде дека повторно нема да го исполнам состојното ветување, дека завршна фаза е во однос на пуштањето на овој објект кој што навистина ќе значи сериозно поместување на нештата во однос на условите за одржувањето на ќе биде до нова година.
Ајде сега вака, да не ветувам. Од одбори на Нова година. Да не ветувам и овој пат да не излезе дека не го исполнувам ветувањето, јас ќе се обидам, вие да бидете исто така поканети како гости. Денеска сме 11 ноември. 11 ноември. Ајде да речеме до крајот на ноември. Може? Добро, тоа е и по-оптимистички. Ќе видиме, ајде. Сега овој пат нема да речам да ме држите дека тоа е ветување дека треба да ме држите за збор. Напротив, верувам, тврсто сум убеден дека за кратко време би требало навистина да финишираме и тоа би било посебно да потенцираме дека практично Министерството за правда ќе заштеди, не знам, некоја проценка меѓу 1 и 2 милиони евра годишно за она што е као трошоци за носење на притворени лица, за судење тука и така натаму. Ќе се поедностави постапката, практично ќе имаме една од најубавите, најсовремените судници во државата. Дел од нервозата ќе ја нема, дел од блокираните Апсолутно улици ќе ги нема хеликоптерите и така натаму, да, апсолутно. Хеликоптери. Со тоа што да не заборавам уште нешто, уште еден дел треба да би се дополнително да се догради, тоа е тоа притворско деление кој што би требало по примерот на западните држави да се уште повеќе да се поедностави нели самиот процес на Таму донесување. до каде се работите, бидејќи знам дека за таа идеја исто така се зборува долго. Воопшто лесно не оди целата работа. Јас реков со многу ентузијазам дојдов. Меѓутоа дефинитивно кога ќе се соочите со конкретните проблеми, најважно ни е да ја отвориме судницата, да почнеме со нешто и дефинитивно да се зафатиме што можеме да направиме подитно да биде заокружен целиот проект. Кога сме кај судницата донација од ЕУ, други донатори дадоа пари, сакам да ве прашам за алките. Ќе профункционираат некогаш? Јас уште пред да бидам министер ги коментирав состојбите со алките. Главниот исто е тоа донација, меѓутоа таа донација значи доколку ние ги ставиме во функција алките, тогаш потребните делови за да профункционираат алките ќе бидат поскапи од самите алки. Дефинитивно управата за извршување на санкции има задача не само уште еднаш да го разгледа прашањето во однос на алките, затоа што нели зборуваме за пробацијскиот систем, неопходноста на тие алки и дефинитивно да видиме уште еднаш дали тие алки навистина зборувам околу нивната рентабилност. Во смисла на тоа ќе ги ставиме во функција, меѓутоа дефинитивно дали тие алки и нивното користење и ставање во функција ќе представуваат Дали сериозно добро опторување на разбирам, државата. актуелната законска регулатива предвидува нивна употреба само за веќе осудени лица, а не и за евентуално лица во притвор. Да, точно. И дека ако сакаме да се користат и за лица во притвор, мора да се прават законски измени. Значи се работи на новиот закон за кривична постапка, комплетно нов закон, дали колегите од процесно право ќе предвидат таква можност, сепак оставаме на нив. Добро, според вас треба да предвидат? Па знаете што алките не се непозната работа во светот. Апсолутно. Значат поедноставување на нештата, значат повеќе почитување на слободата и правата на човекот и на некој начин растоварување на државниот апарат. Добро. Сакам да ве прашам за законот за здруженија и фондации. Беше многу актуелен. Се донесе со консензус како ретко кој акт во собранието. Тој предвидува на некој начин индиректна забрана за формирање на здруженија од типот на оние што се формираа во Охрид со името на цар Борис III или Ванчо Михајлов или цар Фердинанд и така натаму. Деноиве го чувме министерот за надворешни работи како вели дека и тоа од Софија најавува дека ќе предложи на владата законот да оди на мислење во Венецијанската комисија. Сега да, кога сте во Софија, веројатно го чувствувате притисокот на тамошната јавност, чувствувате дека некако треба да дадете изјава со која што можеби ќе се допаднете на тамошната јавност, но тоа од скопска перспектива не се прима баш најдобро. Дали ве консултираше министерот Османи за таа идеја? Ние се разговаравме неформално со министерот Османи во однос на измените и дополнувањата на законот за здруженија и фондации и дефинитивно една од работите која што беше спомната во разговорот, можам тоа јавно да го кажам, дека беше една одредба од законот која што помалку мириса дека има ретроактивно дејство или ретроактивен карактер. Министерот Османи тоа не го криеше во јавни изјави, кажуваше дека тој мисли дека тие одредби треба да отпаднат. Тоа беше во фазата пред законот да биде донесен. Но тој се донесе и сега тој им дава рок на овие здруженија
3 месеца Така, 90 да дена. ги сменат имињата, не да се расформира. Апсолутно да ги сменат Туку да имена. ги сменат И имињата. се знаете што, нема да биде прв пат некој акт или измени и дополни да бидат дадени на мислење на Венецијанската комисија. Јас тоа повеќе го гледам како поголема заштита на државата во однос на тоа да не овие одредби утре или заутре бидат оспорени или да не некој ги на некој начин затоа што зависно од Да, тие може да бидат видени низ една позитивна Позитивна- призма, е. за тоа дека државата себе си можеби сака да се заштити, да го добие печатот и сертификатот од Венецијанска комисија, дека се е во ред со тој закон. Јас сакам така да размислувам и во таа насока размислувам затоа што ако Венецијанската комисија даде свое позитивно мислење за овие измени, тогаш нашата држава ќе биде многу повеќе Ама заштитена. ваши колеги кои што биле членови или се членови на Венецијанската комисија, пред се професорки по уставно право и политички систем, велат дека поцелисходно е закон во нацрт верзија да оди на мислење на Венецијанска комисија пред да биде усвоен. Сега откако е усвоен, дека помалку е и безсмислено таквото одење, оти ако се сеќавате, ние Законот за употреба на јазиците го пративме, стигна едно обемно, детално мислење, ама тоа остана беше- во фиока. А законот веќе беше донесен и тој си остана така. Сосема сте во право, значи многу пологично и правно поиздржано е да се прати пред да бидат донесени, затоа што сепак тоа ќе влијае на донесувањето на актите. Меѓутоа да не забораваме дека во моментот во Министерство за правда се работи на нов закон за здруженија и фондации и би требало и тој закон, ајде сега да не лицитирам со термини така натаму, да излезе првата драфт верзија. Тоа ќе го направиме со законот со новиот закон, со драфт верзијата на новиот закон за здруженија и фондации, практично ќе биде пратен на мислење на Венецијанската комисија уште пред да биде. Го имате ли предвид кейс ло, како се вели, пресудите на Европскиот суд за човекови права од Страсбур? Конкретно за нашата држава има една пресуда од 2009 Радко. година за Сдруженијето Радко. Тоа е на димакот на Ванчо Михајлов. И таа пресуда накратко на крајот вели дека самото име не може да биде доволна основа за тоа Сдружение да биде распуштено. А такви одлуки веќе имаат донесено нашите институции. И потоа нашите судови го регистрираат одново Сдруженијето. Точно, значи таква беше пресудата на Европскиот суд за човекови права и дефинитивно таа пресуда според мене на еден многу рестриктивен начин се произнесе во однос на ова прашање. Дефинитивно сметам дека мора да се биде внимателен, сепак зборуваме за европски стандард, ние сме држава која што одиме апроксимација имаме кон европското законодавство и пресудите на Европскиот суд за човекови права представуваат извор на нашето право. Во таа насока, значи не случајно и ова што велам, и Венецијанската комисија и така натаму, би требало да бидеме внимателни затоа што сепак нашата држава, за разлика од некои други држави, практично во оценувањето на нашата легислатива секогаш се гледа малку построго. Не сакам да звучи тоа малку да звучи патетично, и тоа дефинитивно ако го земете предвид законот за здруженија и фондации, не знам точно како се вика во Германија, он е прилично рестриктивен во однос на тоа како треба да бидат називите на здруженијата и така натаму. И тоа сепак Германија нема пресуда од Европскиот суд за човекови права што се однесува. Сдружение не може да се вика Хитлер. Така, например. Да, затоа што практично повторно треба да се биде внимателен, не случајно ние го формиравме кога велам тоа значи владата на македонската држава го формира тоа адхок тело, кои што се стручни луѓе и кои што ќе дадат своето мислење, зборувам во овој период додека не биде донесен новиот закон, во однос на тоа што всушност или каква е димензијата на лицето кое што се наоѓа во името на здружението. Европскиот суд за човекови права во Страсбур веќе известно време постапува по една низа предмети поврзани со помилувањето од поранешниот претседател Ѓорѓе Иванов. И нема, па ќе се појави информација во нашата јавност дека само што не се произнел судот, стигнала дури последната една информација што се појави, дури и од кредибилни медиуми, беше дека пресуда стигнала, вие сте биле на пат или на одмор, така нешто, и дека ве чекавме да се вратите, па да ја видите пресудата, на крај испадна дека не е така. Има ли некакви најави дека може брзо да стигне пресудата од Страсбург или пресудите? Значи, еве, јас повторно ќе кажам, значи самите се демантира и медиумите дека не е така. Ако мислиме на истиот медиум,
во ИА Дениза ден или како беше тоа, практично имаше две информации кои што има контрадикторен карактер. Едните дека стигнала таква пресуда и така натаму, а другите дека се уште не стигна. Дефинитивно во моментов, до овој момент во Министерството за правда нема стигнато никаква најава, најмалку пресуда и апсолутно ние како Министерство за правда ќе бидеме максимално транспарентни во однос на објавувањето на она што ќе стигне. На крајот на краиштата. Оти најавите беа дека не само што стигнала пресуда, туку дека таа е во полза на обвинетите и осудените. Во полза на обвинети дека се чува во фиока и така натаму. Се заслужав на еден куп работи кои што немаат врска со она што е. Може ли тоа да се пласира, сега не ги критикувам колегите, туку од одредени центри на моќ во оваа држава кои што имаат интерес судовите да не судат. Например, Таргет тврдина, не знам веќе колку време е на апелација, тоа е предметот над предметите, поврзани со нелегалното прислушување, за нелегалното прислушување и за опремата. Тој седи во апелација и нема пресуда, да речеме, за тој предмет. Точно затоа велам, јас не е убаво да се калкулира без оглед како ќе биде пресудата во Страсбург. Дали се разбираме? Значи дефинитивно националното законодавство, националните институции, органи би требало да постапуваат според роковите кои што ги имаат. Каква и да е одлука на Европскиот суд за човекови на Европскиот суд за човекови слободи и права би требало да представува, реков, извор на нашето право. Нема дефинитивно да не преюдицираме. Ќе видиме како ќе изгледа, ние зборуваме од аспект на тоа дека ќе биде негативна по нас. Меѓутоа да почекаме, велам, која ќе биде стената, практично ние како држава сме подготвени секогаш да бидеме инклузивни во однос на почитувањето на европското право. Колку месеци сте министар? 10-11? Ово е 10-ти месец. 10 Мислам дека е 10. Коригирате. Од 16 или беше јануари. Дали она што го искусивте во овие 10 месеци го очекувавте пред да дојдете на министерската позиција? Ќе бидам многу искрен, како и секогаш. Дојдов со голем ентузијазам, нели, од Јустинијан I факултетот, каде што бев и сум уште професор по кривично право, по казнено право, сакајќи да променам нешто во нашето општество. Мислев дека можам и предизвикот дека е огромен. Се разбира дека секогаш има дискрепанција меѓу она што се нарекува очекување од една страна и конкретно постигнати резултати. Моите амбиции беа многу поголеми, очекувањата беа многу поголеми. Колкаво ви е разочарувањето? Може ли да го квантифицирате? Знаете што се не сакам да го квантифицираме, има една стара вика големите очекувања раѓаат нели големи разочарувања. Факт е дека не сите работи се движеа или се движат онака како што сум ги замислил, меѓутоа тоа сепак го припишувам или тоа е рефлексија на она што се нарекува немањето политичко искуство од една страна, затоа што знаете што мојот професионален бекграунд, доаѓање од академската заедница од една страна, животното искуство кое што го имам, односите со колегите кои што дали се јавни обвинители, суди и така натаму, мислев дека ми представува добра основа за коригирање на одредени состојби во државата, меѓутоа и за надградба во однос на квалитет. Некои работи се поместени, мора да бидам објективен во таа насока. Се разбира дека не се движи со темпото или со интензитетот што сум ги замислил, меѓутоа дефинитивно ова се 10 месеци, може да кажеме многу, меѓутоа и малку за постигнување или за корекција на некакви системски проблеми. Благодарам што бевте дел од 360. Благодарам на поканата. По уште едни реклами е саботажата. Грижливоста за комодитетот на скопската градоначалничка ја надминува фаталната љубов кон тенкиот метал, од кој таа преку звучен сигнал се емитува. Новата театрална сеанса во продукција на градскиот спикер стартуваше со квалификативно определување на местоположбата на која решила да седи партиската казненичка. Ево овој микрофон ви е на располагање, имате фотелја која што е многу поудобна од она на која што седите во магарешките клупи назад. Но наместо да седи таму кај што кажува шефот, своеволната непослушничка застанува зад главната говорница и во координирана злосторничка операција ја отвара новата битка за микрофонот и за копчето. Но таа бива посуетена. Се надевам дека се слушаме сега. Пауза од 15 минути затоа што повторно имаме неодластено користење опрема.
Во духот на смела и легалка на кој се забранува да делува јавно, скопската кметица дополнително се охрабрува и се фокусира на определување на карактерните особености на председавачот со седницата, дефинирајќи го неговото однесување како кловновски неонацизам. Господине Хитлер, не сметам дека ви доликува да го правите овој циркус во овој совет. Одредената улога веројатно поради некои повисоки причини изгледа е прифатлива, штом во позитивен контекст се усвојува, па дури се нема против таа да биде надополнета и со други карактеристики кои се дефинираат како недемократски и тоталитарни. Никој Шутаров да погреши прашања. И согласно Ве молам, закон имаме право ве молам, да избереме на отстапете кој лесото. начин ќе се изјасниме. Не, тука. јас тука Вие сте тука одлучувам. деспот и тирани, ни ништо Горе, повеќе. горе и Хитлер сум, Се изживувате. така, друго имате нешто? Веројатно има и нешто друго, штом збирот на цртички со кој се фиксира природата на однеа официализираниот абсолютист се надградува со дополнителни својства кои откриваат темната страна. Очи во очи се споделува страшната вистина за таинствената фиксација кон микрофонот, која придонесува да се делува и надвор од правилата, само да се освои неговата симпатија. Прво го кршите уставот, второ сте ситен лопов и сте човек кој што краде. И не е во ред тоа што го правите. Крадете. Тој микрофон е собственост на градот Скопје и на службите тука. Каде е украден, тоа вие ќе кажете. И на крајот, во очекување градоначалничката уште еднаш да се опомене дека користи странски и непознати зборови, како што е ситен лопов. Таа на заменување предвидува блиско финале за една служба. Немате грам интегритет. Председницата за Жално е што си ја редовната завршивте седница на кариерата како 14 деспот. Не е жално што Славевски својата кариера решил да ја заврши како што сака. Ниту тоа што Арсовска досна сватила со кого си има работа. Важно е деновиве да си скопјанец. Толку за вечерва. Благодарам што бевте со 360 степени. Останете на Алсат, погледнете ги вестите на македонски јазик. Ние повторно се гледаме в понеделник од 22. Пријатно.